Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по општество. Јас сум Анета Мишевска, наставник во Основното училиште Кирил и Методи, село Романовце, Куманово. Наставната содржина со која што денес ќе се запознаеме е правила на однесување во сообраќајот. На сликата воочувате дека денес ќе се запознаеме со основните правила за безбедно учество во сообраќајот. Пред да продолжиме, да ги повториме учесниците во сообраќајот. Тоа се сообраќајните средства. Може да ги видите на сликата. И тоа се автомобилот, велосипедот, автобусот и останатите. Сообраќајните средства вршат промет и превоз на луѓе и предмети. Вторите учесници во сообраќајот се пешаците. Значи луѓето, тие се движат по улиците и по патиштата. Целта на часот е да се запознаеме со правилното однесување на улица и пат и правилното однесување во возила на јавен сообраќај. Значи, започнуваме со правилата на однесување на улица и пат. Правилата ќе бидат подредени, кои што треба да ги научиме и секако да ги применуваме во секојдневниот живот. Правило број 1. Пешакот како учесник во сообраќајот секогаш треба да се движи по пешачка патека. На сликата е даден пример за правилно движење по пешачка патека. Значи и правилна примена на правилото број 1. Правило број 2. Преминот од една страна на улицата на друга, секаде каде има обележан пешачки премин, задолжително треба да биде на пешачки премин. На сликата воочувате 3 ученика. Ученикот со капчето го применува правилото број 2 и правилно преминува на обележаниот пешачки премин. Другите двајца ученици го применуваат правилото број 1. Се движат по пешачката патека. Правило број 3. Ако на пат нема пешачки премин, се застанува, се погледнува лево, а потоа десно и дури тогаш се преминува улицата. Воочуваме дека на патот нема возила, но сепак родителот со своето дете стои и го применува правилото погледнување на лево, па на десно и дури тогаш преминување на патот. Правило број 4. Пешаците како учесници во сообраќајот исто така треба да ги почитуваат и сообраќајните знаци. Значи, сообраќајните знаци покрај патот. При премин на обележена крстосница се почитува светлосна сигнализација и тоа семафорот за пешаци. На следнава слика ќе ги воочиме најчесто употребуваните сообраќајни знаци: стоп, обележан пешачки премин, семафор, семафор за пешаци. Правило број 5. Исто така, при движење по улица и пат, нашите отпадоци е потребно да ги фрламе во корпа за отпадоци. Отпадоците секогаш
треба да ги ставаме на точно определено место, а тоа е корпата за отпадоци. Со ова правило ја зачувуваме нашата животна средина. Понатаму продолжуваме со правилата за однесување во возила на јавен сообраќај. Возила за јавен сообраќај, како што знаете, се автобусите, минибусите, комбињата. Правило број 1. Влегувањето во возила на јавен превоз треба да се одвива според пристигањето на патниците. На сликата е даден таков пример. Учениците доаѓаат, застануваат еден за друг во колона и секој, како што е пристигнат, така и влегува во автобусот. Правило број 2. Откако ќе се влезе во автобусот, патниците што стојат се држат за држач. Еве ја сликата. Значи влегуваме во автобусот, ако нема место, стоиме како девојчето на сликата и се држиме за држачот. Со тоа го зачувуваме нашата безбедност и безбедноста на другите. При наглото свртување, застанување во автобусот. Правило број 3. Ако во автобусот влезат постари, болни, инвалидни лица, секогаш треба да се стане и да им се отстапи место. На сликава е даден пример на младо момче кое ја помага на бабичката. Значи, како при станување, така и при седнување. Правило број 4. Ако патниците разговараат помеѓу себе или на телефон, разговорот треба да се одвива со тивок тон, да не им смета и да не ги вознемирува другите. Знаеме дека со возилата за јавен превоз пратуваат разни луѓе. Нашиот разговор не треба да ги вознемирува остенатите. Правило број 5. Секој патник својот отпад треба да го стави во корпа за отпадоци. Корпите за отпадоци може да се најдат во автобусите, но ако нема, својот отпад треба да го сочуваме и да го фрлиме во првата корпа за отпадоци која што ќе ја најдеме на постројката откако што ќе излеземе од автобусот. Со возила на јавен сообраќај патниците се превезуваат низ населено место. Патникот за превозот купува патен билет. На крај, може да заклучиме дека ако правилно се однесуваме на улица и пат, правилно се однесуваме во сообраќајно средство со кое патуваме, сме се стекнале со сообраќајна култура. На крај, да повториме што научивме денес. Значи, постојат два вида на правила кои што денеска ги научивме. Првите правила се за однесување на улица и пат. И тоа беа: движење по пешачка патека, преминување на пешачки премин, почитување на сообраќајни знаци, фрлање отпадоци во корпи за отпадоци. Вторите правила кои што ги научивме се правилата за однесување во возила на јавен сообраќај. И тие беа: влегување по ред, држење за држач, отстапување место на постари, болни, инвалидни лица, тивко разговарање, фрлање отпадоци во корпа за отпадоци. Тука може да го стопирате видеото
и да си ги препишете правилата во своите тетрадки. За крај имате две домашни задачи. Првата задача е да го запишете значењето на најчесто употребуваните поими. Пешак, пешачка патека, пешачки премин, средство за јавен превоз, сообраќајни знаци. Втората домашна задача не ја гледате, затоа што не е напишана. Втората домашна задача е да ја применувате во секојдневниот живот. Што значи тоа? Основните правила кои што денеска ги научивте треба да се применуваат во секојдневниот живот. Со тоа ќе покажеме наша сообраќајна култура и со самото тоа стануваме безбеден учесник во сообраќајот. Ви благодарам на вниманието.